Турбоантисмог-атомизирана вода е решение кое го предлагаат двајца универзитетски професори со цел да се намали загадувањето. Една ваква машина поврзана со трактор чини 5000 евра. Во Скопје 6 такви би завршиле работа. Со овој метод имитација на вештачки дожд експертите велат, загадувањето ќе се намали од 30 до 70%, а уредите може да се користат преку целата година. Досега анализите се спроведени во аеродром и Куманово. Експертите велат, државата не покажала интерес за ваква алтернатива. Во меѓувреме, активистите од граѓанската иницијатива Канцерогено општество реагираат дека се потребни долгорочни, а не краткорочни мерки. Значи, од резултатите кои што ги добивме и кои што ќе ги видите од презентацијата се потврди дека намалувањето на загадувањето со помош на високопритисни турбоатомизери се намалува од 30 до 70%, зашто имаме аналитички мерења во тек на овие 2 години. Сега ќе ни биде уште подобро да ја спроведеме нашата аеросолна метода, да ја реализираме, која што ќе се користи не само зимно време за намалување на PM10 частичките, туку и за озонот, за приземниот озон, кој што исто така во летен период ја надминува границата од 120 микрограми на метар кубен, кој што исто така е еден од 5 проблеми со загадувањето на воздухот. Овој атомизер конструктивно малку изменет. Ние минеме околу 8,5 до 9 километри со едно полнење. Едно полнење се празне за околу 50 минути. Тоа значи 10 минути полнење од шахта или од водовод, негден саат и 10, 2000 литри се испрскуват за време од околу 45-50 минути. Во меѓувреме, активистите од граѓанската иницијатива Канцерогено општество реагираат дека се потребни долгорочни, а не краткорочни мерки против загадувањето. Истите зутре најавија протест пред собрание и апелираат истиот да не се политизира. Апел до власта и опозицијата да не пробаат да го злоупотребат утрешниот протест за своји цели. Се оградуваме од секакви обиди протестот да се однесе во друг контекст. На утрешниот мирен протест апелираме да дојдат сите искрено загрижени граѓани кои ќе дадат се од себе да во рамките на законите изнајдеме решение. Досега имавме можност да видиме колку сегашните институции се спремни во решавање на оваа алармантна состојба и баш поради тоа ни е потребна масовност од ваша страна, од сите граѓани, да успееме да се избориме сами за подобра и почиста здрава животна средина. Загадувањето во државата и понатаму руши рекорди. Според мерењата на Air Visual, минатата недела Скопје беше на прво место како град со најзагаден воздух во светот. Во некои скопски општини концентрацијата на опасните PM10 частички беше 17 пати над дозволената граница.